Здраво живо, ова е Петочно во Германија, единствениот подкаст за нашите во Германија. Како што приметувате денес, за жал, ќе морате да се слушате само со мене. Марина е професионално зафатена и оправдано отсутна денес. Не може глава да крене од преводи. Ептен наваливте и се повеќе и повеќе има потреба Марина да преведува не само свидетелства, туку веќе почне и книги, и дипломи, и докторски дисертации да преведува. Тоа е прекрасно за Марина, но од друга страна ќе треба понекогаш вака само со мене да се справувате. Пред се на почетоков би сакал кон ова да додам дека ние двајцата ова не ни е професионална дејност и ние двајцата си имаме успешна кариера и си имаме успешни професионални дејности, а секако пред се сме и фамилиарни луѓе. И сето тоа понекогаш бара време за некои други приоритети, така да понекогаш некои работи треба да ги приоризираме поинаку, што и разбирливо. И би сакал да напоменам, Петочно во Германија со Марина и Панче функционира и понатаму ќе функционира безпрекорно заедно. Таа Марина беше иницијаторот некоја емисија или оваа емисија, да речем поточно, да ја снимам сама, да ја снимам сам. Мојата идеја, мојата желба, ја знаете, ја кажешме во првата епизода дека беше секогаш во муабет, но понекогаш треба да се акцептира кога партнерот, колегата во бизнисот ќе каже дека има и други работи. Во оваа ситуација, како што реков, Марина е оправдано отсутна, не се работи за никакви некои да ги наречам тие веднаш од почеток да ги во корен да ги разрешам сите работи, не за работи за никакви недоразбирања или овона. Марина едноставно има моментално работа и понекогаш може да се деси и Панче да има работа, па Марина да слушате сама. Така да тоа не е ништо страшно, важно е секој петок подкастот и понатаму ќе се продолжи и понатаму ќе добивате информации за кои што се битни за луѓето кои што се овдека и кои што можеби се интересни за луѓето кои што не слушаат во Македонија или било каде во светот, бидејќи веќе знаеме дека не сме слушани само во Германија и само во Македонија, туку сме и на поширок, на глобално сме расширени. Мислам дека ова за кратко во воведно може да се накаже, па ќе речем, оваа епизода ќе морате со мене да се расправите. Нема да се муабетам, ќе биде мал монолог, но мислам дека темата која што ја опфаќаме денеска, сепак ќе зборувам во множина, бидејќи па ќе речем подкастот не се вика Петочно Германија со Панче или само со Панче или Петочно ќе останува со Марина и Германија. Значи темата за која што денеска ќе зборуваме со вас, драги наши слушатели, е како функционира или како работи пензискиот систем во Германија. Тема која може би Марина и со причина си трна, бидејќи она е се уште млада сум ја, меѓутоа малце повозрасен од мене, веќе сум тргнат накај, да речам, си ги плавам плановите за накај пензијата моја, но тема која што ја избравме, бидејќи веќе полека почнуваат некои работи, луѓето се подлого време тука размислуваат како ќе биде, што ќе биде. Знаеме дека доста се по медиумите се зборува за пензионерите кои што тука можеби понекогаш и не се на добро ниво, платежно, и приметуваме дека се повеќе и повеќе гледаат да заминат кој во Шпанија, кој во Бугарија, кој во Албанија, Грција, значи во местата каде што фактички тука ќе се заработат пензијата, а потоа на друго место ќе трошат, што и не е толку лоша идеја. Другиот фактор кој што не е само, да речем, купувната моќ, секако дека сите знаеме и сите мекаруваме или се жалиме за времето во Германија, дека времето не чини, времето вака. Така да, се во се, пензионерите тука решаваат понекогаш од било какви причини да заминат од оваа држава, но пред да заминат во оваа држава, сите кои добиле пензија тука и работеле. Значи, глобално може да се каже дека пензискиот систем на Германија е базиран на база на
не на стаж, туку на возраст. Значи тука, познавајќи ја ситуацијата од поранешната Југославија, а и сега во Македонија и во Југославија било тоа стажот, ако имаш стаж, одиш у пензија, можеш и старосно, можеш и со стаж. Тука постои само една граница, а тоа е старосната граница, која што моментално е некако за дигната на 67 години старост, и со 67 години старост, без разлика колку сте плаќале во пензискиот фонд, имате право да заминете на пензија. Сега, постојат и некои други можности предвремено да заминете, а тоа е доколку исполните некои додатни услови. Првиот услов, каде што можете предвреме да заминете во пензија, тука понекогаш играе стажот, е доколку наполните 35 години работен стаж. Тогаш можете да заминете со 63 години во пензија, но треба да рачунате дека за секоја година понатаму ви се намалува пензијата за 0,3%. Значи, одите во пензија со одбитоци. И следната стапка е, или следниот чекор е, доколку наполните 45 години стаж, 45 години стаж, а се уште имате, да речам, 63-65 години. Тогаш можете повторно да заминете во пензија, но нема да имате тогаш одбитоци. Значи, постојат тие 3 скали на заминување во пензија. Првата е со 63, но имате одбитоци. Втората е регуларната е, кој ќе исполните тие 67 години старост, без разлика дали имате наполнето стаж, и третата опција е да имате 45 години стаж и тогаш можете после 63-та година да заминете без одбитоци во вашиот заслужен пензиски живот. Сега ќе се осврна малце како тука функционира. Пензискиот фонд во Германија можете да си го замислите како еден голем, огромен базен. И во тој базен, секоја година или секој месец, сите ние вработените што работиме социјално, што сме осигурани, плаќаме тој меродавен додаток или одбиток од платата, кој што се нарекува Abzug за Rentenversicherung. Тој се движи на висина моментално од 18,9% од бруто платата. Тоа подразбира дека еден вработен, чијато бруто плата е 4000 евра, за пензијата му се одбива 18,6%, 744 евра. Меѓутоа, тие 18,6% ќе делат работодавецот и вработениот. Во овој случај, 744, 372 евра плаќа работодавецот, 372 евра плаќате вие како вработен во вашата пензиска каса. Сега интересното тука е, например, тие пари, значи, сите тие пари што се на секој му се одбиваат во месецот или во годината, влегуваат во тоа, да речем, во тој базен од пари, и тие пари не служат за, например, да се вложат негдека, па тие пари да се даваат камата или ватва, меѓутоа, тие пари служат директно за плаќање на пензиите на сегашните пензионери. Тоа значи дека ние, сите тие пари што ги плаќаме за пензијата, или за во пензискиот фонд што влегуваат, со тие пари се подмируваат пензиите на луѓето кои што го оствариле своето право за пензија. Значи, тука не зборуваме за пари да се плаќаат и тие пари на времето, ја колку што платил, толку ќе ми следува, ами тука постои посебен процес на пресметка на пензијата, тоа се така наречените поени или пункти, кои што се во зависност од висината на просечната плата, за тоа ќе се обратам малце покасно. Така да,
Значи, илузорно е она, поради некои што зборуваат, ја волку платив у пензијата да ми ја вратат тоа. Не. Ти си плаќал, меѓутоа тоа што си го плаќал оди за денешните пензионери. Кога ќе дојдеме, например, јас кога ќе дојдам се надевам за 6 години, таква ми е целта. Примерот ќе го кажам ја лично врз мене, ќе ги кажете, може да се замислите лично како тоа функционира. Значи, сега моментално јас плаќам за пензијата на овие пензионери што се сега во Германија. Кога ќе дојдам јас на времето да земам пензија, ќе плаќаат сите тие што работат моментално или што ќе работат тогаш на времето кога ќе дојдам јас да бидам во пензија. Ова е така наречената умлагефефарен, значи кога зборуваме за средства кои што не се ставаат на во некакви депоа или во некакви банки, па се множат тие, па се ставаат камати, а ми зборуваме за пензиски систем кој што денес плаќаме за тие што работеле или што сега се во пензија. Значи, таа илузија дека јас платив толку пензиска, значи тие да речеме 344 евра, речено ако зборуваме за тие 4000 евра, ја плаќав 30 години, значи 30 години пута 12 месеци, толку месеци, пута тоа, толку ми се парите, дајте ми ги сега. Таа математика е погрешна ако тоа така го рачунате. Сега ќе се навртам на тоа дали постои такви луѓе кои што дали сите ние сподлежим на тој процес на плаќање на пензија. Да, меѓутоа до одредена граница на нашиот бруто годишна пресметка на пензијата. Тоа моментално или така наречениот Beitragsbemessungsgrenze. Моментално во 2025 година, значи почна годината и веднаш се пресметува таа граница, годишната Beitragsbemessungsgrenze за 2025 година изнесува бруто годишно од 96.600 евра. Тоа значи дека доколку сте над оваа граница, тој дел не го плаќате. Вие плаќате само, значи во пензијскиот фонд влегуваат само средствата до 96.600 или 96.600 евра, или тоа е еден просечен месечен приход од 8.050 евра. Доколку имате плата од 10.000 евра, ќе добиете, да речам, ќе ви одбијат за 8.050 евра, а останатите 2.000 евра ви остануваат. Значи, за тие пари треба вие самите да си се погрижите, меѓутоа доколку зимате толку пари, верувам дека нема да имате некогаш проблеми за пензијата. Значи, сакам да кажам дека сите плаќаме, меѓутоа плаќаме до одредена граница на бруто годишниот приход. Следното што би сакал да го кажам во склопот на епизодава за пензискиот фонд или како функционира пензискиот фонд во Германија е тоа дека пензискиот фонд да секој осигуреник со добивањето на картичката, она најпозната за сите Sozialversicherungskärtchen и со оној многу важен или многу битен број кој што го добивате еднаш во Германија и тој број важи за целиот живот, за тој број се крие вашето фактички конто на кое што пензискиот фонд ги става сите ваши уплатени средства, потоа сите ваши работни години или стажот, целиот, да речем, целото време кога сте како жена во Erziehungsurlaub, доколку сте во армијата, доколку служите некаков си практикум или така наречениот фрајвилиге социјален динст, не? Сите тие дати или податоци се
шпајшеруваат или се чуваат во вашето конто, во фондот, и после 5 години работен стаж и старосна граница од 27 години, значи со 27 години и 5 години работен стаж, почнуваат да ви стасуваат на вашата адреса каде што сте пријавени така наречениот Физишермсферлаuf или извештајот за тоа колку, што и како имате уплатено во пензискиот фонд во Германија. Во тој Versicherungsbescheid или извештај од пензискиот фонд, баш го имам пред мене, за прошлата година од мене, точно ви стои то и како имате работено во Германија и, што е многу битно, а верувам тоа за многу наши интересно, можете годините поминати на факултет да ви се рачунаат во Германија. Точно кај мене, во мојот, го имам пред мене, тадори стои и последното полугодие од гимназијата во Велес. Значи, фактички јас во системот на Германија, за системот на Германија функционирам од 6.1., баш кога сум наполнил мојот роденден, 6.1.85 до 14.6.85, тоа е фактички последното полугодие, 4-та година гимназија Кочо Рацин, и потоа пауза, армијата, не ми е призната, меѓутоа од 1.10.86 па се до завршувањето на факултетот, ми се годините впишани во пензискиот фонд во Германија. Така да, тие влегуваат како временски дел, но тука стои дека тоа се само број на месеци и таму стои дека за тие месеци или за тој временски период не е платено ништо што е логички во касата на Германија. Од оној момент, кога почнувате да работи, кај мене се работи за тоа од 1.4.1995 година, почнува да врти фактички таксиметрот во пензиското осигурање во Германија и од тогаш е хронолошки секоја година тука стои исполнето од 1.4. до 31.12.1995, потоа од 1.1.1996 до 31.12.2000 и стои тука колку е плаќано, еве сега првен во марки било тогаш на времето, бројки нема да кажувам, не ми се лутете, меѓутоа бројките не се битни во овој момент, секој работи за своји бројки, секој треба своите лични бројки да ги гледа, значи не се образувајте на тоа кој колку платил и како гледате за вашите лични бројки. Ова се само мои искуства или мои документации, каде што кажувам дека, значи, стоат годините, стои вредноста на плаќањето, значи годишната бруто плата стои на което? На потврдата или извештајот, и тоа е многу битно да гледате дали тие податоци се више точни. Оти имате право целото тоа да го коригирате доколку имате некои несогласици. Значи, верувам, постојат некои работодавци кои што можеби не плаќале на време, можеби постојат некои работодавци кои што каснат и останати причини, и тука стои точно кој кога колку платил, и тоа можете во рок од 3 месеци од добивањето на потврдата или извештајот да го монирате или да се пожалите во пензискиот фонд, а потоа они се покренат постапка за тоа да видат кој шо, каде и како е плаќано во целото тоа. Исто така, што е интересно за да речем за понежниот пол или за жените, тука може да се стои, например, дека од тој до тоаш биле на Erziehungsurlaub, значи тоа се времето кога тоа време се рачуна во пензискиот фонд, значи како стаж, значи како исто да сте работеле. Сега, например, што не се плаќало, тоа е друга работа. Меѓутоа, тоа време е битно, како што напоменав на почетокот, за исполнувањето на тие, например, некои граници, каде што би можеле, например, како што е случајот со мене, со 35 години работен стаж и исполнето 63 годишна старост, да заминете пред време во пензија, но, како што реков,
пред тоа со одбитоци. Тоа е за во овој момент, тоа е за, да речам, за тој Ферлаuf, Versicherungsverlauf, каде што реков, е многу битно да го гледате и ќе напоменам уште еднаш, значи, тој Versicherungsverlauf се добива после 5 години работен стаж во Германија и со наполнети 27 години. Обично тие работи кај мене да стасуваат, стои на пример некака август. Значи август имате право некака до ноември таму некака да си ги прегледате и да се доколку има некои несогласици да потигнете постапка за коригирање на тие неисправности во вашето конто или во вашиот број на години или број на стаж или број на исплатени плати и сите работи. Сега ќе се навратам малце на тоа за што е најбитно, како може би на груп начин да си ја пресметате вашата пензија. Не? За некој може би битно, за некој се уште може би рано, меѓутоа за некој може би е интересно. Една проста математика. Колку повеќе плаќате во пензискиот фонд, толку ќе биде поголема пензијата. Ја? Значи, тука нема некоја голема филозофија да дискутираме сега плюс ова, плюс она. Колку повеќе, значи колку порано почнувате да плаќате во пензискиот фонд и колку подолго плаќате е едниот параметар, а вториот параметар е колку ви е повисоко брутото, логички, така ќе ви биде повисока и платата или ќе биде повисока и пензијата. Тука треба да се напомене дека пензијата во Германија се пресметува на тој меродавен рентен пункт. Моменталниот рентен пункт во Германија изнесува 39,32 евра. Ова подразбира дека доколку сте зимале во Германија една просечна плата, која што во Германија моментално изнесува околу 55.608 евра бруто годишна плата, или тоа подразбира дека во Германија просечната плата, годишна плата за 2024 година изнесувала 4.634 евра. Доколку во 2024 година сте го имале ова бруто плата или ова, да речем, годишна или месечна плата, тогаш на вашето конто пензиско му се упишува еден пункт или еден поен кој што има вредност од моментално од 39,32 евра. По оваа проста математика, ако неден вработен 45 години плаќал со ова ниво на плата, значи 45 пута 39,32 евра, ќе добие, доколку замине во 2025 во пензија, една пензија во висина од 1769,40 евра плата или пензија. Тука секако влегуваат работите кои што треба малце да се одбие здравственото осигурување, не? Кое што дел го превзима пензиското осигурување. Делот за Pflegeversicherung или за нега осигурање, пензионерите го превзимаат сами. Значи, тоа е пресметката на простата математика за пресметката на пензијата во Германија. Секако дека, доколку сте имале повисока бруто плата од просечната, тогаш ви се рачуна дека вие имате не еден поен, ами процентуално од тоа колку ви е висока платата,
добивате на крајот од, да речам, од годината, не 1 пункт, ами може да добиете 1,3 поени или пункти. Тоа значи дека доколку, да речам, секоја година зимате недека околу 60.000-65.000, тоа се недека околу 1,3-1,4 во зависност од над просекот на платата, така ви се рачуна и поените. Тука зборуваме секогаш за просечната плата и затоа е овој пример. Доколку платата ви е пониска, автоматски ви се префрлаат 0,9-0,8 поени. Значи, тоа треба секој да го знае кога ќе почне да се пресметува, да речам, за пензијата. Како што напоменав на почетокот, илузорно е тоа да рачунате толку платив, толку ќе зимам. Да, но тука игре колку ви е просечната годишна плата. Последен пат да се повторам, долку просечната плата ви била од 55.608 евра во годината, тогаш во вашето конто имате 1 поен кој што изнесува 39,32. 39,32 пута 45 години се 1769,40 евра. Се што е над, повисока пензија, се што е под, е пониска пензија. Секако дека постојат некои додатни, да речем, покачување, значи пензиите не се само на едно ниво, меѓутоа приметуваме дека пензиите се накачуваат и тука, исто како и Македонија, и тоа се пресметува, но тоа е шпекулативно да речете дека толку ќе зимам ја, оти можеби пензиите за 5 години ќе се покачат и ќе зимате околу толку и толку пензија. Фацит на целото ова, или како заклучок, може само да кажеме дека сите оние кои што плаќаат во пензиското имаат право на пензија. Висината на пензијата или висината на тоа колку ќе ви биде пензијата понатаму зависи од тоа колку ви е висока бруто годишната плата. Сите информации кои што сакате да ги добиете во врска со вашиот пензиски стаж, колку имате плаќано, колку имате добивано, си ги барате во пензискиот фонд, каде што барате барање за да ви се достави den Rentenauskunft или информацијата за вашиот пензиски ферлауф или пензискиот стаж, и ќе добиете од пензискиот фонд писмо во кое што се наведени податоците од која година, колку месеци, колку години, колку пари е вплачено во пензискиот фонд. И со тоа добивате отприлика печаток колку целото тоа ќе ве на крајот на краиштата, ќе имате на крајот на краиштата пензија. Сега за крајот ќе се осврнам, како што спомнав, на тој Rentenauskunft или тој ова не е Rentenbescheid, значи не е потврда за пензија, ами е само Auskunft или информација, која што информација не можете вие да се официјално да се базирате, пребедејќи тука конкретно стои некои бројки, колку ќе ви биде висината на пензијата, и ако тука стоат некои бројки, вие не можете кога ќе дојдете на пензијата, ама тогаш ми пративте вие. Да, тоа стои, но тука точно стои дека тие бројки се базираат на некои шпекулативни или на некои процентуални пресметки кои што може ќе се остварат, а може би и нема да се остварат. Тоа се остои тој Rentenauskunft или Rentenbescheid или информација на рентата. Пред се, веднаш на првата страна имате информација кога и како ќе по пресметките кои што сега пензискиот фонд ги има од вас, доколку со тоа темпо или со таа висина на плата плаќате, колкава ќе ви биде плата и пензијата кога ќе заминете кога ќе дојде денот да заминете во пензија. Еве, например, кај мене, па ќе речем,
Сумата нема да ја спомнам само датумите кога што спомната е шпекулативна. Па речем, тука стоат некои бројки, меѓутоа доколку продолжам да плаќам со ова темпо или со оваа висина на моја бруто годишна плата, ќе имам таа и таа сума X. Меѓутоа, утре други ден може нешто да се деси, одеднаш да земам помалце или да земам уште повеќе. Тогаш може таа сума сигнификантно да се наголеми нагоре или да се намали надоле. Во зависност од тоа, кукава е сумата на задобивање на што влегува во пензискиот фонд. Значи, кај мене што е најинтересното е тоа дека овие податоци кои што сум ги добил прошлата година се базираат на податоците кои што се плаќани до, да речам, до 31.12.2023. Значи, за 2024 ќе добиам оваа година, ќе ги добиам, значи, тие актуелни податоци ќе ги добиам во 2025 година. И тука стои дека мојот регуларен пензиски правото на пензија можам да си го остварам на 1.2.2035. И тогаш ќе добиам спрема тие моментални податоци толку и толку пензија. Сега, после тоа, стои тука дека доколку продолжам со ова темпо во последните 5 години да плаќам во касата, тогаш мојата пензија ќе се зголеми на таа и таа сума. Значи, тоа е конкретно тука пишано кога треба јас официјално да се спремам. Потоа што е многу битно тука, стоат, например, точно месеците колку е до датумот X, значи стои тука до 3.1.2023 е плаќано, значи имам плаќано во пензиската каса во Германија, еве ќе кажам 334 месеци. Па сега секој може да пресмета колку имам стаж. Меѓутоа, стои тука дека ми се признати уште 79 месеца од средната школа и од факултетот. Тоа значи дека во 2023 ми фалеле уште 7 месеци, стои тука, уште 7 месеци, како што би можел да ги исполнам тие 35 години. Прибедејќи 23 помина, тие 7 месеци ги исполнив, веќе јас се припремам официјално за, тоа е јасно и ќе кажам, тоа за мене не е некоја голема тајна, дека јас не планирам да одам да работам до 67 години, ни до 65, туку, и тоа стои тука на извештајот, дека најраната моја можност да заминам во пензија е 1.2.2031 и тогаш точно стои тука дека кога ќе го земам ја тоа право на пензија со оваа опција, ќе ми се одбиваат од 14,4% годишно од пензијата. Или тие што ги реков ја 0, Zeitpunkt würde zu einem Abschlag von 14,4 führen. 14,4% ќе зимам помалце пензија ако трнам на 1.2.2031, тоа ќе го направам. Еве го. Вие сте ми сведоци. Понатаму, тука стои дека на извештајот дека без одбитоци мојата пензија ќе почне на 1.2.33. Не, стоп, се извинувам. На 5.1.2035. 2035. На 5.1.2035, значи кога ќе почнам вакво рече го, кој ќе наполнам тие 67 години. Тоа Панче не го прави. Пребидејќи нема да го правам, ќе имам одбиток од 14,4%. Понатаму, што има на... Тоа се повеќе страници, но повеќето се пишува тука стои после тоа и за не дај Боже витвен рента, значи во случај да почине некој кој има право вакво е. Тука малце сме не
да речам, не клајшберехтик, не ми текне за Марина не е тука да го преведе, не сме на исто ниво. Доколку мажот умре, жената има право на, да речем, оставнинска пензија, доколку жената умре, мажот нема право на оставнинска пензија. Прибидејќи, тука секогаш се представува дека мажите, што е и ја, од друга страна, тука не сме на исто ниво, жените, прибидејќи се повеќе поврзани со со издигнувањето на децата, со чување на децата 3 години, 2 години, пола година, не одат на цело работно време, има доста нешто што одат на работа, меѓутоа кај жените тоа не е толку изразено, така да тука е регулирано што оставнинската пензија оби кај жената, додека мажот доколку остане вдовец, нема право на пензија од жената, прибедејќи се претпоставува или во големиот број од браковите се случува да мажот има секогаш повисока пензија или повисоки примања, што за жал тоа е во овој систем или до денеска е така практицирано и се уште во многу привидеа. Ако се покушава да се дигне нивото на платите, зборуваме сега дека мажите, например, кај мене сопругата, ако работела цело работно време, доста време, меѓутоа, кога беа децата мали, она работеше на пола работно време, па работеше на пич, па не работеше, па работеше само на 450 евра, значи на мини-джоб работеше, и потоа се преминува. И тие делови, кога нези фалат, она не може тоа да го достигне тоа ниво, како што, например, еден маж може доколку непречено да работи во својот работен век. Значи, стоат доста информации, меѓутоа, како што реков, најбитните информации на овој извештај се тоа. Кои се тие датуми, кога можете да поминете? Исто така на овој извештај стои и за инвалидитет, доколку имате инвалидитет, со колку проценти можете додите во инвалидска пензија. Јас овие работи многу не ги разгледувам. За мене е битна бројката кога го добивам правото, тоа е како што реков датумот 1, 2, 31, да одам во пензија, тоа право ќе го земам со одбитоци и тоа го земам и понатаму ќе, што се вика, со здравје, битно е здравјето, секако ќе си ги трошам пензиските пари и ќе си ги, ама се надевам, 5 години или 6 години не се малце, треба тие да ги помагнем, треба да ги издржам, а верувам дека покрај вас и заедно со Марина тоа многу брзо и многу едноставно ќе ми помине. Се надевам дека оваа емисија и покрај тоа што бев сам и беше малце монолог, нема да биде досадна и ќе биде доста информативна или беше доста информативна за вас. Доста некои работи слушнавте. Верувам дека Марина со нетрпение ја очекува да ја слушне емисијата и се надевам во следната емисија повторно ќе можете да се слушнеме двајцата во сладок муабет со некоја друга тема. Може би повторно ќе биде пензија, преведејќи реков ја дека оваа тема е доста комплексна, доста исцрпна. Доколку имате прашања, слободно пишете, објавете, прашајте, ќе се информираме, ќе ви одговориме и до тогаш слушајте не во Петочно во Германија со Марина и Панче. И што би рекла она, тоа е тоа. Чао. А ја викам, чус.